Иднината на земјоделството, особено на оранжериското производство, е во инвестициите и унапредувањето на производството. Потврда за тоа е најголемата оранжерија во Македонија, Еко Оаза Самандов, која преку инвестиции во затоплувањето го зголеми производството, а ги намали трошоците. Пред 2 години пушти во експлоатација, одека во Штипка да се наоѓаме 2 котлари од по 10 киловата на биомаса, едно водоерна. Значи, направивме 3 котлари по 10-30 мегавата за грејење на нашите стакленици, 30 мегавата и 2 сезони ги користиме сега на стартот е трета, сме крајно задоволни. Како во Еко Оаза Самандов се работи, денес дојде да види и министерот за земјоделство лично. Нема ништо случајно, за се треба да се користи техниката, за се треба да се вложат пари и еве како што гледате успехот е неизбежен. И мислам дека ова ме охрабрува и ние како Министерство за земјоделие ќе направиме сите напори, сите средства финансиски што ни стојат на располагање да можеме да ги искористиме како преку платежната агенција од буџетски средства, така и од ИПАР програмата кои што како што знаете се доста високи. Посетата на министерот во Таринци е дел од соработката со Асоциацијата на земјоделци. Најбитната работа и потврда да се они се на врвот, тоа што целото производство однапред е продадено, 80% од производството е за извоз, што значи имаме голем прилив на девизи и затоа дојдовме тука да се видиме и да научиме нешто и тоа што да го пренесеме на останатите земјоделци како може во сите услови да функционира едно добро организирано производство. Инаку, Еко Оаза Самандов располага со 36 хектари под стакленици, што е 15% од вкупното оранжериско производство во државата. Годишно се произведуваат околу 10 милиони килограми оранжериски производи, од кои околу 85% завршуваат за извоз.